Нашата соба за дискусија по прв пат во етерот со една интересна тема која што ја разработуваме, која што започна со една анкета која што универзитетските медиуми заедно со порталот ГОЦЕ.МК ја сработија и добија интересни одговори. Во многу наврати ќе разговараме во овакви соби за дискусија со луѓе кои што на свој начин имаат што да кажат за темите за кои што се одлучивме да говориме. Во фокусот ќе бидат најчесто младите. Во ова прва наша емисија во собата за дискусија ќе говориме за инклузијата. Инклузијата на лицата со попреченост, инклузијата која што сите сакаме да ја оствариме, меѓутоа по се изгледа се уште не е наша реалност. Лицата со попреченост се соочуваат со сериозни проблеми во своето живење и сето тоа бара акција, бара што е можно почесто да се говори за да се предизвика акции. Као оние кои што решаваат и донесуваат одлуки од кои зависи животот на сите нас и на лицата со попреченост посебно, но и со оние кои што работат, се соочуваат со проблемите секојдневно и се разбира кои што најмногу може да ни кажат какво е нивното искуство. Во ова прво издание на нашата соба за дискусија, наши гости ќе бидат луѓе кои што имаат што да кажат на оваа тема од различен аспект. Имаме изјави од представници на Министерството за образование и наука, на Министерството за труд и социјална политика, тоа се советници, луѓе кои што се во овие министерства задолжени за инклузијата. Ќе имаме изјава, односно разговор, наш гостин онлайн во оваа емисија ќе биде професор доктор Јован Ананиев, кој што е експерт за човекови права. И ќе имаме луѓе со кои што посебно ми е драго што ќе бидат овде во студиото. Тоа се Зоран Мијалков, кој што е едно што е од Сдруженијето Сплотени срца, а друго што има што го чувствува проблемот на своја кожа, има 2 деца со аутизам и секојдневно се бори долги години со проблемите со кои се соочува. И исто така еден учесник во нашата анкета која што беше спроведена онлайн, Надица Михаилова, која што работи, е професор во Државното средно училиште Искра, кој што има еден подолг наслов за образование, рехабилитација на деца. Ние со насловите имаме проблем очигледно често пати, меѓутоа суштината е она што треба да се работи. Добре дојдовте во нашата соба за дискусија и Надица и Зоран и на професорот Ананиев кој што е онлайн. Професоре, се надевам дека ве имаме на линија и дека денеска ќе имаме плодна дискусија. Дали можеме да вклучиме професорот Ананиев за да се вклучиме и да ги провериме нашите линии. Професор Ананиев, дали ме слушате? Добро ве најдов во комисијата. Благодарам, професоре, се разбира, ние ќе се вклучиме со вас и после излагањата кои што ќе ги слушнеме од представниците на Министерството за образование и наука и на Министерството за труд и социјална политика. Еве, само кратко би сакал од Надица и од Зоран. Надица, дали за тебе представуваше изненадување кога најде на една ваква анкета која што сака да ги слушне луѓето што размислуваат на темата? Па да, не толку често е во нашата држава, односно во нашето општество, луѓето да се грижат за проблемите на другите, односно ние како се помалку внимание да се посветува на другиот, и искрено се изненадив кога најдов на анкетата и се надевам дека ќе произлезе нешто од целиот проект. Колку повеќе говориме, толку подобро ќе биде. Зоран Мијалков, навистина човек кој што во Штип, не само во Штип, го знаат сите ние кои имавме дебатата во која што учествуваше и Надица онлайн разговор, веднаш знае и оние луѓе кои што се активни во оваа област за Зоран Мијалков. Зоки, дали за тебе, знам дека си изморен до некаде од сите обиди, меѓутоа сметаш ли дека уште има надеж за луѓето кои што се соочуваат со вакви проблеми, бидејќи ти си еден од примерите на сите маки и проблеми кои што ги имаат луѓето со. Надежта веќе, Павло, да ви кажем, по порека е изгубена, оптимистички кажано, меѓутоа ни останува само да се бориме до душа на новите генерации деца со посебни потреби, кога ќе дојдат аудитори со година-две детенце со посебни потреби, обично и препорачувам да си заменат од Македонија, за да си ги спасат децата додека е се маренки, да се почне рана детекција, да се спроведе и рехабилитација на овие деца, бидејќи во нормалните земји како Надица има стручни лица по неколку работат со едно дете.
Ние се надеваме дека со ваквите серии на емисии и на разговори на овие теми ќе придонесеме не толку дали ќе ги задржиме луѓето овде, да им помогнеме да им биде подобро колку може, бидејќи треба да се влијае на оние кои што ги донесуваат одлуките. Бидејќи во анкетата имавме навистина многу одговори кои што потврдуваат целата оваа состојба. Потврдува дека луѓето се соочуваат со проблеми. Дел од одговорите се во недостиг на ученици, други училишта ги преземаат учениците. Тоталната инклузија е нешто што веројатно може да влијае негативно на целата ситуација. Се жалат луѓе дека не ги примаат нивните деца на училиште, не може да се запишат таму кај што сакаат. Се барат дневните центри да имаат малку поинакво работно време, да се подобри пристапот до сите институции. Значи, една лепеза од проблеми кои што луѓето ги чувствуваат. И токму затоа ние најпрво се одлучивме да поразговараме со оние кои што се задолжени во државава институционално да ги решаваат проблемите, да донесуваат закони, да донесуваат мерки. И токму затоа најпрво ќе го фатиме делот кој што го работи Министерството за образование и наука. Снимивме разговорот кој што извадивме дел, кој што го емитуваме сега, со Душан Томшич, кој што е советник за инклузија во Министерството за образование, ставовите на Министерството за инклузијата, што е она што тие го преземаат. Заедно со нашите гости ќе го проследиме овој разговор, односно оваа изјава, пошто ќе прокоментираме. Законот за основно образование е донесен 2018 година, каде што е поставена полната инклузија во редовниот образовен систем и донесена е концепцијата за инклузивно образование. Од тогаш до сега, значи, направени се и многу подзаконски измени, каде што инклузијата треба да заживее во пракса. Она што е констатирано како недостаток е потребата од обука на наставниот кадар, бидејќи за да имате вие инклузија, сепак мора да ги спремите и наставниците и стручните служби за една, да кажеме, посеопфатна инклузија на сите деца, бидејќи Македонија како држава е и потписник на Конвенцијата за заштита на правата на лицата со попреченост и Конвенцијата за заштита на правата на детето, каде што самите конвенции кажуваат дека секој дете има право на образование, најблиску до местото каде што живи, дека секој дете има право на образование и како такви мора ние да вложуваме што повеќе средства и знаење во инклузијата за да можеме да го достигнеме овој ефект, бидејќи инклузијата не е само парче хартија, сепак се работи за вложување на многу повеќе финансиски средства, значи вложување на дидактика и вложување на обука. Она што МОН до сега го има превземено, може да се пофалиме оваа година дека се одвоени 59 милиони денари кои што се наменети за вработување на 500 образовни асистенти низ целата територија на Република Северна Македонија. Тоа се 260 асистенти во Скопскиот, Кумановскиот и Тетовскиот регион и во другите три региони, Југоисточен, Вардарски и Битола, се вработени уште вкупно 240 асистенти. Сите асистенти се спуштени во наставата и сега поминуваме низ процес на подигнување на капацитетот и на наставниот кадар да го прифати образовниот асистент како стручен помошник и поддршка во организација на наставата и она што сакаме да го избегнеме е индивидуална работа на еден образован асистент со еден ученик, бидејќи повторно така се случува сегрегација и ни се случува оваа несакана пракса дека детето се одвојува повторно од групата на деца, се става посебно да седи во клупата. Туку сакаме да ги мотивираме наставниците заедно со образовните асистенти да работат во групи со самите ученици и самите ученици да учат едни од други дека различностите не се страшни, не се опасни, туку дека едни од други можеме многу да научиме, а и самите деца со типичен развој можат многу да помогнат во развојот на децата со атипичен развој кои што имаат некои потешкоти во учењето. Целата идеја овие се ресурсни центри во иднина кои што беа порано посебни основни училишта да даваат поддршката на општинските основни училишта во редовната настава, значи да го едуцираат стручниот кадар таму, наставниците, да ги координираат образовните асистенти, да даваат плюс индивидуализирани услуги на луѓето кои што живеат каде што се наоѓа училиштето. Така и по таа логика и средните училишта во иднина би требало да ги зголемат своите капацитети за обезбедување на услуги и да обезбедуваат настава, бидејќи самиот закон вика дека дел на учениците кои што имаат најкомплексни потреби, дел од таа модифицирана програма треба да се спроведува во овие ресурсни центри. Така да опасноста од губење на територијата, да кажеме, или она што значи губење на работата не е воопшто така и мислам дека само нивната стручност и она што го учеле цел живот ќе дојде до израз и ќе можат на што повеќе
деца во поголем број на општини, нели, да им овозможиме преку нивната советодавна и стручна поддршка да учат во редовните училишти, да не ги одвојуваме од нивните биолошки семејства, да ги праќаме на 100-200 километри во интернати за да тие бидат таму нели сместени, да се враќаат само за викенди. Туку идејата е децата да останат што повеќе со своите биолошки семејства, да учат со нели во редовната настава, за оние кои што ќе имаат, кажав пак, покомплексни проблеми, дел од таа настава нели ќе биде во овие специјализирани ресурсни центри, а исто така се отвараат и центри за поддршка во самите редовни училишта и тоа е, можам да кажам, оној крајен идеал, оние посебни паралелки што ги викаат сега, прераснуваат во центри за поддршка. Овие центри за поддршка сакаме да ги отвориме во што поголем број на училишта, бидејќи ако има дете кое што следи редовна настава, доколку нели се јави потреба детето да биде повлечено, со него да се работи малку, да се смири, нели да се обезбеди некој индивидуален третман, тоа да го има во рамките на редовното школо, за да не мора и тоа да биде нели одвојувано од средината каде што живее. Значи целиме кон тоа. Имаме доста голем број веќе на центри за поддршка во рамките на некој проект од Европска унија, веќе инвестираме во голем број на училишта каде што се отвараат тие нели соби за релаксација, сензорни соби, гледаме дека се повеќе тоа е актуелно и приватниот сектор веќе ја препознава потребата од инвестиции во овој дел и мислам дека доколку постигнеме во сите региони низ државата да имаме што поголем број на центри за поддршка, овие посебни училишта што ќе бидат утре и ресурсни центри ќе им помагаат на овие подолу да нели да го одржиме квалитетот на грижата која што е и услугата која што ќе се обезбеди во рамките на самите училишта. Секој лице, секој ученик би требало да се запише таму каде што сака и тоа го гарантира законот. Значи не може некој во училиштето да решава дали тоа дете ќе се запише таму или не. Сепак за тоа одлучуваат комисии, има комисија за проценка која што доколку има некој потешкоти ученикот да влезе во редовната настава, треба да добие соодветно мислење од таа комисија. Не може самото училиште да одлучи нели дали тоа дете треба да учи таму или не, и тоа е, можам да кажам, директна дискриминација и си има закон за заштита од дискриминација каде што родителот на тој ученик може да поведе и постапка. Така да јас сметам дека секој дете треба да добие шансата да влезе онаму каде што сака, доколку во текот на наставата нели се појават одредени недостатоци, стручната служба треба да го евидентира тоа, да пријави во комисијата која што прави проценка на функционалноста на ученикот и да видиме дали тоа дете може да продолжи нели во паралелката со соодветна поддршка, дали од образовен асистент, дали од поддршка од стручната служба во самото училиште, бидејќи секое дете и кое што има потреба треба да се направи инклузивен тим за ученик, инклузивни тимови треба да има на ниво на секој училиште, така да мислам дека тука треба образовниот систем малку повеќе да инвестира. Ние сега што воочивме во овој период е дека инклузивните тимови во минатото не биле секаде постојани, тоа се тимови кои што се менувале секоја година со одлука на директорот. Сега со дописки инсистираме да ни достават имиња на инклузивни тимови кои што ќе бидат постојани минимум 3 до 5 години, за да можеме соодветно да инвестираме во тој кадар кој што нели понатаму ќе остане ресурс на самото училиште и кој што ќе треба да работи со наставниците кои што подолу имаат деца вклучени во наставата. Сепак мора да потенцирам дека е процес, има одредено непознавање, има одредена одбивност на соработката помеѓу образовниот асистент и наставникот, но мислам дека со текот на времето ќе видиме дека тоа не е ништо страшно и дека сепак е во интерес и на наставникот и на училиштето, пред се во интерес на детето, е да биде заедно со своите соученици и врсници во редовната настава. Ете, тоа беше Душан Томшич, неговата изјава, она што Министерството го работи, може да заклучиме дека се говори за образовни асистенти, се говори за ресурсните центри, односно она што би прераснали училиштата кај што е Надица работи, и мислам дека ќе можеме и токму по тој редослед да го прокоментираме се тоа. Најпрво Надица, па Зоки, па на нашиот професор Ананиев. Надица, вие во секојдневната работа треба да го чувствувате она што сега го кажа Томшич. Како тоа функционира во реалност? Како го коментирате ово што е став на Министерството? Сакам да кажам дека многу поразлично е кога седиш во канцеларија и ги носиш законите така како што некој ги креирал, а сосема друго е тоа што работиш во пракса и мислам директно во училница со учениците. Не знам, јас не се согласувам за тотална инклузија, значи да се инклузираат некои гранични случаеви, но тотална инклузија во никој случај не е, заради тоа што нашето општество не е спремно за тотална инклузија. Најпрви ние немаме пристапни рамки во ниту едно училиште, еве јас не сум забележала да има пристапна рампа за учениците со телесен инвалидитет. Најпрвим тоа, воопшто во општината тротоарите се
доста високи. Од самата основа не е ако започнато. тргнеме, да. Значи нашето општество не е спремно за таква тотална инклузија. Потоа да не зборуваме за наставниот кадар. Значи јас верувам дека наставниот кадар е компетентен за предметот што го предава, меѓутоа наставните програми не се прилагодени. Значи наставните програми се доста обемни за учениците со типичен развој, а да не зборуваме колку е проблем, колку ќе биде проблем за учениците со атипичен развој, како што кажа и представникот од МОН, и токму затоа јас не сум за таа тотална инклузија и сметам дека се прави грешка, затоа што учениците само се интегрирани во училница, а тоа не е инклузија. Инклузија е нешто сосема друго што ние сме далеку, се уште сме далеку од тоа. Се споменува дека некои основни училишта веќе основни од типот за деца со посебни потреби, дека функционираат веќе како ресурсни центри. Можно ли е навистина да се функционира како ресурсен центар? Еве таа идеја се споменува, дека има и примери во светот такви. Па и јас пред неколку години бевме на конференција, предавачот беше со искуство од Канада, исто и мои колеги беа на едни обуки во Сплит во Хрватска и се спровела истата програма и таму, меѓутоа повторно се вратија на специјалните школи да си бидат специјални школи, а не ресурсни центри, заради тоа што во пракса тоа што го велат не е остварливо. Така. Зоран, како со вашите деца досега се вклучувате во образовниот систем и како гледате на целата оваа идеја на Министерството и на инклузијата воопшто? Во суштина инклузијата нема. И не може ни да има. Може да има само за повисоко функционални деца со посебни потреби. Значи средно функционални или ниско функционални буквално е, не знам, многу повеќе ќе се постигне со тие деца доколку во стручно училиште, стручни во ги работат со нив, затоа што основните своји потреби не знаат да ги немаат тие деца, значи треба да се обучат тие деца. Има дечиња кои што основните физиолошки потреби ги немаат стекнато. И сега ти го ставаш во одделение со типични деца, со наставник кој што не е обучен, како да го вклопи тоа дете, значи во суштина е страшно. Има насоки од Европската унија, нели ако сака една земја да стане дел од Европската унија, дека треба да споведе нешто, меѓутоа не стихино. Кај нас се некако е стихино тоа. Имаш контакти постојано со луѓе кои што имаат деца на кои што им треба токму таков начин на инклузија во образованието. Со какви проблеми се соочуваат? Да може да се запишат на училиште, да можат да завршат образование. Ма не е проблем во нашата земја, не е проблем и диплома да земе детето. Ама ако ги нема основните физиолошки работи, ако детето е невербално, не се постигне, дури не мова ни вербавно, ама да се постигне начин на кој што би комуницирало тоа дете. И многу е битно образованието во нормалните земји, каде што сум бил, се оди на тоа дури да се види зашто би можело работно да се оспособат еден ден тие деца. И главниот акцент е да се оспособат за барем полусамостојно живење после смртта на родителите. Отивака само се вклучени во образованието и толку. Значи, децата ако се прифатени, ако наставникот е добар човек, пред се, како детето е прифатено, присутно е физички. Примери, ако некој индивидуално сака нешто повеќе да постигне, ако надица во училиштето сака нешто да иновира, ако може тоа да го направи, ќе го направи. Ако не, системот не овозможува некој напредок, сакаш да кажеш. Не овозможува, например, повеќето стручни лица како надица во суштина сами финансираат со сопствени средства да напредуваат. Значи, самата држава, систем не ја овозможува да се обучат, не ја овозможува дидактички материјали кои што се потребни. Значи, и да си најдобриот дефектолог и логопед, ако немаш, ти
Со што ќе работи со дето во една соба ништо? Владимир Лазевски, кој што подоцна ќе го слушнеме од Министерството за труд и социјала, го споменува и тој проблем, односно таа потреба децата не само да влезат во образовните системи, и вели дека во ресурсните центри ќе дојдат да се оспособат да работат. Но тоа ќе го слушнеме подоцна. Сега ќе го вклучиме професорот Ананиев. Професоре, еве слушнавте кои се ставовите на Министерството образование, дел од ставовите, кој е вашиот став како експерт за човекови права во поглед на правото на лицата со попреченост на образование, како да се инклузираат, како да се постигне таа инклузија, на кој начин според вас? Мислам дека треба да се направи некаков баланс. Балансот треба да се состои во тоа што најпрвин треба да се земе во предвид кој тип на попреченост. Значи, дали станува збор за физичка, интелектуална или сензорна попреченост. Доколку станува збор за интелектуална попреченост и деца кои што имаат проблеми со тој интелектуален развој, тогаш таа инклузија би требало да иде на поспецифичен начин. Оние кои што имаат умерени или тешки пречки во развојот, тогаш би можеле да зборуваме за специјални паралелки, за специјални училишта, но за останатите деца мислам дека образованието треба да биде поотворено, односно ние зборуваме за еден така наречен функционален пристап, односно да се утврди кои се потенцијалите на едно дете. Значи не кои се неговите попречености или пак неговите неможности, туку неговите можности. Тоа е тој поинаков принцип од оној медицински пристап во третирањето на попреченост. И кога ќе се утврди такво нешто, тогаш веќе треба да се размислува како треба да се прилагоди тој образовен процес. Процесот на прилагодување подразбира така наречен концепт на reasonable accommodation, односно рационално приспособување. Да нема многу трошоци, да нема многу потрошено време и многу кадри за да се приспособи. А што значи приспособувањето? Например, ако е дете во инвалидска количка или дете со потешкоти во движењето, училиштето ќе го приспособи тој простор, вклучително и да стави, да кажеме, клупа која што ќе биде на висина на детето. Јас работам скоро секоја година со студенти на нашиот факултет во Струмица, кои што претходно биле штитеници на Заводот за рехабилитација Банско. Буквално со тешка телесна попреченост. И тие студенти, односно, кога тие ќе бидат прва, втора или трета година, тие учат на приземи. Еве ви еден пример за приспособување. Има приспособување, реков, да не се повторувам, со клупа. Ако е детето со оштетен вид, тогаш ќе му бидат дадени нагледни средства, значи кои што ќе бидат посоодветни, односно има поголем дисплеј на лаптоп или пак на таблет, ќе може да зумира, или ќе бидат испринтани книгите со поголеми букви, подобро осветлување и еве ви приспособување. Значи, не тоа дете кое што е со оштетен вид или слух, веднаш да го ставиме во една специјална програма, а таа програма би значило дека ако е тоа дете слепо или пак со оштетен вид, да треба да биде неговата судбина да пакува кутии или да биде телефонист како професија која што не постои, или пак да биде физиотерапевт, а може да биде многу повеќе. Или тоа глуво лице може да биде програмер. Значи не може системот уште од старт да ги селектира и одма да прави некаква дискриминација. Но за оние деца, кај кои што тие функционални можности, односно способности ќе се утврдат дека не се на она ниво кое што би можело да се направи хабилитација, рехабилитација, понатаму да се направи приспособување и на програма, не може професорот да пристапи или наставникот на соодветен начин, едукативниот асистент и да е тука, нема да придонесе, тогаш можеме ние да зборуваме за еден поинаков пристап, односно да зборуваме за постојање на
специјални училишта или специјални паралелки. Ви благодарам, професор Ананиев, ќе се вратиме пак со вас и во делот во кој што ќе говориме и за она што е став на Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа морам да кажам дека она што го кажа нашите гости во студио, и Надица и Зоран. Јас добивам впечаток и од анкетата кој што имавме и од таа дискусија, добивам впечаток дека ние како држава дека скокаме дел од сите процедури. Дека навистина ние сакаме да говориме за тотална инклузија, сакаме во образованието да ги вметнеме, да бидат дел од образовниот систем и да се чувствуваат дел од образовниот систем и равноправни граѓани лицата со попреченост, а ние уште основата ја немаме. Значи, забележуваме, изгледа се уште не сме свесни колку е се потребно, дека не е само да се направат така пристап на некој од институциите. Бидејќи во собранието во Штип може да влезе, има некој начин да влезе, до вториот, третиот кат не може да отиде. Дали сметате дека можеби треба да се врши притисок повеќе на таа основа? Надица, го кажа тоа. Па јас, како што кажав, сметам дека ние како општество не сме доволно созреани за да го прифатиме другиот, дека секој е поразличен од мене и јас од него, нели нормално. Јас се согласувам со професорот и долго и јас реков дека не сум за тотална инклузија заради тоа што не може секој да биде инклузиран. Има ученици кои што се со умерена, тешка попреченост и не можат да се вклопат во тоа, а да не зборувам, нели, како што кажавме, и дека сите институции, училишта немат соодветни ресурси за практично за соживот. Така. Да. Зоран, го делиш и тоа мислење дека навистина ние имаме уште, ти долго време се обидуваше да реализираш еден проект, имаше војна водеше со институциите за да се создадат подобри услови за лицата со попреченост. Што се случи со него и задоволни се од тоа колку навистина луѓето сваќаат што значи пристап до институција? Веќе обичните граѓани веќе го сватија тоа, а институциите се уште не. Тоа е чудно зошто е така. Затоа и секоја година, например, кога Европската унија тражи поставува прашалник до нашите институции, ние и нашите институции ќе одговорат, нели? До Европската унија ние правиме ние пакеме наши одговори со реалноста каква е. Така што нема едноставно. Еве, например, во Штип, ако изберевме градоначалник во Коричка. И како ќе одеше тој градоначалник во својот кабинет. Значи, а тоа е веќе, значи може да е функционарен човек само во Коричка. Ова е многу интересна поента. Еве, каде се лицата со попреченост во политиката? Никој не размислува да ги вклучи активно во тој живот на донесување на одлуки, а има лица со одредена попреченост со која што дозволува да бидат вклучени. Да ги нема. Ние имаме лица со попреченост кои што можат да допринесат. Јас познавам лица со церебрална парализа кои што умствено, функционално, дури повеќе од нас функционираат. Значи, ама не е дадена шанса. Тие се ставени во домашни услови со посебен додаток некои да преживуваат само и се срекне додека се нивните родители живи. Потоа буквално се социјални случаи може да бидат веќе ако се носи закон за инклузија, најдобро би било да се земат овие лица за советници. Најдобро ќе ти каже лице со церебрална што е најпотребно за лицата со церебрална. Паталец не гаталец би му дошло. Или суаретарешен што го имаме Срепорице во Скопје. Значи, обично кај нас законите се донесуваат од други кои што немаат допирни точки со проблематиката и тие со најдобра намера да сакаат нешто да направат, цело време тоа го викаме, ништо за нас без нас. А они упорно си прават нешто без да не плашат нас.
Затоа веројатно и се такви решенијата на кои што има реакција од оние кои што се соочуваат. Значи стручните лица не ги слушаат, нас родителите, паталците не ги слушаат и само како наметнатно нешто и тука доаѓа до кушус. Значи, инклузијата не може да биде инклузија заради тоа што бара некој да го направиме тоа, туку затоа што треба да чувствуваме дека треба да го направиме. Треба да е природен процес кој ќе тече нели нормално, а не да се скокаат етапи, да не се слушаат директните учесници, како што се луѓето кои што секојдневно работат со такви ученици, родителите, многу важни се тие алки од синџирот за нели целината да биде. Па и доста е да врезат на интернет, да изгуглаат инклузија, ќе видат дека тоа е цел систем во кој што се поврзани стручни лица, родители, самите лица со посебни потреби и институциите. Оваа емисија ќе биде споделена за да може да биде што е можно повеќе, тоа е и нашата цел, да ги слушнеме овие размислувања. Драго ми е што ве слушам и вас. А сега е време да видиме што е она дел од она што го разговаравме со Владимир Лазински, консултант за инклузија и попреченост во Министерството за труд и социјална политика. Целиот разговор ќе објавиме каде може да се види. Овде дел кој што ќе го прокоментираме нешто позначи. Владимир Лазински. Мораме да обезбедиме првенствено социјални услуги кои ќе ги јакнат лицата со попреченост и ќе им овозможат активно да учествуваат во заедницата во која живеат. Всушност, системот за социјална заштита би требало да ги оспособи, да ги зајакне до максимум, да им ги развие потенцијалите на лицата со попреченост, за да можат тие самите да придонесат во заедницата. Не да бидат пасивни приматели на помош и милосрдие. Ние тој концепт застарен веќе во Европа, во светот, треба конечно и сами да го напуштиме. Ние треба да ги зајакнеме доволно за да дојдат до точка да бидат активни чинители во заедницата и во општеството. Се разбира, при тоа државата предвидува и различен систем на парични трансфери, парични права, како што ги викаме легално, поддршка финансиска за лицата со попреченост. Од неколку причини. За нив, од една страна, животот е поскап. Ако сте лице со попреченост, вие секојдневните работи не ги изведувате на начин како поголемиот дел од населението. Така што еден дел од надоместоците, од паричните права, се обид да им се овозможи да ги покријат дополнителните трошоци кои што попреченоста со себе ги носи. Друг дел од паричните права, како популарно наречениот надоместок туѓа нега, служи да им помогне да обезбедат поддршката од трето лице, која што им е потребна за да функционираат во секојдневниот живот. Конечно, бидејќи ова е Министерство за труд и социјала, вака на кратко, кај што спаѓа и предучилишното образование, за во би рекол дека големо внимание се посветува на подобрување на инклузивноста на детските градинки, затоа што вклучувањето на децата со попреченост од најрана возраст во предучилишното образование се надеваме дека ќе даде добра основа да продолжат после во другите системи на образованието и да дојдат до точка да бидат утре вработливи и активни граѓани. Бидејќи рекове Министерство за труд исто така, правиме програми за поддршка на вработувањето. Значи, ова е едно министерство кое од разни аспекти се обидува да влие. Што се однесува до потешкотиите што ги имаат лицата со попреченост. Мислам дека ние треба да сме свесни дека овдека не станува збор за сегментарни парцијални реформи во некои сектори. Попреченоста е прашање на целото општество. Е прашање на тоа како едно општество се однесува кон една голема група лица. И ние во основа, моје лично мислење е дека основното недоразбирање, основната потешкотија од која после произлегуваат многу други, па да речем недоволната свест за потребите на лицата со попреченост и за потребата тие да се вклучат во заедницата. Не само како морална обврска, туку како една вин-вин ситуација за цело општество.
инаку ние голем дел од населението исклучуваме. Дневните центри се само еден од аспектите за поддршка на лицата со попреченост. Една од можностите од аспект на социјални услуги. Јас се сложувам со овој последен дел од вашето прашање, какви треба да ни бидат дневните центри. За жал, мислам дека во голема мера тие и таа потреба не ја негираме, но се претворија во еден вид дневен престој за деца и лица со попреченост. Таа потреба ни е сосема разбирлива. Семејствата на тој начин заработуваат за екзистенција, затоа што има кој да се грижи за детето. Но ние дневните центри мораме на среден и на долг рок, особено имајќи го на ум и процесот на инклузија во образованието. Ние мораме да направиме систем од дневни центри кои ќе ги јакнат децата, младите, лицата со попреченост. Кога велам ќе ги јакнат, ќе ги учат на некоја способност, дали е социализација, вештина, дали некоја вештина, дали и дури во некои современи пристапи во западните земји се одбегнува и постоење на специализирани дневни центри за одредена намена. Напротив, те се отвараат према заедницата. Така што и дневните центри, по моје мислење, во наредниот период треба се повеќе да ги правиме да обезбедуваат одреден вид специализирани терапевски и рехабилитацијски услуги. Кај што можеби детето или лицето ќе дојде и ќе помине 1-2 часа интензивна индивидуална работа која што е целосно негова лична потреба, ама му помага да обави нешто во животот. На кој ниво е поставена инклузијата кога се во прашање детските градини? Јас лично мислам дека нас целта треба да ни биде инклузија на децата и во детски градинки и во училишта. Так. Не да ги правиме дневните центри субституција за градинката. Дневниот центар не е субституција за образованието. Кај нас во моментов некогаш е субституција за дете кој не оди на училиште. Еве. И затоа ми е многу драго дека и во образованието се одвива интензивен процес на инклузија. Ние треба да го поддржиме образованието на детето со социјалните услуги, со целиот систем за социјални услуги. И истото се однесува и на градинките. Интенцијата на долг рок е да се обезбеди инклузија на деца со попреченост во градинките. Во последнава година сите, мислам дека се 13 отприлика на број, барем до лето беа 13 ново отворени градинки низ земјата, може би сега и некоја повеќе. Сите се пристапни. Физичката пристапност е обврзувачка со правилник донесен во 2018 година. Сите поголеми реконструктивни зафати што сега се одвиваат во градинките, вклучуваат обезбедување физичка пристапност. За да не биде наједноставниот, елементарното ниво на пристапност пречка тие деца да не одат во градинка. Конечно, Министерството во соработка со УНИЦЕФ и со други партнери спроведува една масовна обука на лица вработени во детски градинки за да работат со деца со попреченост. Ние сакаме тие деца да видат во градинки. Така. И да видат видете и тогаш има вредност и за едните и за другите. И другите деца што се без попреченост се учат на различност, се учат на емпатија. Па инаку инклузијата ќе биде само термин, веројатно, ако тоа не се прави како што кажувате. Се покажува дека знаеме што треба. Очигледно. Се ово што го кажува советникот во Министерството за труд и социјала е вистина. Треба пристап, треба се. Зошто не функционира така во реалност? Делот се во ова убаво звучи. Зоки? Ние и веќе на неколку вади и состави по министерствата им доставуваме на писмено што треба да се направи и примери доставуваме од други земји каде што тоа е функционално веќе. Меѓутоа како се мени во министерството, дојде нов министер, па нови советници и се од нова се почнува, се од почеток, значи нема некоја не знам, значи убаво звучи. Убаво звучи. Функционирањето не е така.
за жал. Нема континуитет во... Нема континуитет, за жал. Суштината е оспособување на децата повеќето деца за жал се со тешка до ресна умерена попреченост. Со ресна попреченост се многу мал дел од децата. Значи, и кога збориме оние со ресна попреченост, кога не може да дојдат до инклузија, што останува за овие другите категории, што се тешка до умерена попреченост? Суштината е, затоа ние се бориме. Шетав низ цела Европа, ни измисливме топла вода и заклучивме дека најдобро е рехабилитацијски центри, каде што со стручни лица ќе се оспособуваат децата за полусамостоен живот, значи дури до тоа се оди да знае да се изготвя нешто. На кој начин ќе живеат тие деца во заедници меѓу себе. Значи, то не мора ние да го измислиме. Доста е да ги примениме практиките кои што веќе се успешни. И да се слушаат, како што веќе рековме, луѓето кои што се соочуваат со сето тоа. Надица, една од работите кои што се споминува од Министерството за труд е дека и вистинска инклузија да има, кога ќе поминат низ еден образовен процес, лицата со попреченост да бидат способни да бидат и на трудот, на пазарот на труд. Колку од она што го имате како искуство во Искра, има можности на вистина децата да натаму да најдат работа, а да не биде тоа нели затоа што ќе ги земе некој за да земе пари од државата. Токму тоа сакав и да го кажам и затоа сум поборник за оваквите школи да опстојат на територија на Македонија, заради тоа што не заради тоа што сум вработен, туку заради тоа што е добро за самиот ученик. Значи, учениците во нашето училиште се среќни. Тие се и tekako квалификувани за пазарот на трудот. Имаме неколку, речиси сите ученици кои завршуваат кај нас, потоа по неколку години доаѓаат да не посетат и ние добиваме информација од нив дека тие се вработени, заработуваат за себе, формираат семејства и практично продолжуваат со со животот. И тоа е инклузија на крајот на краиштата, може да се резултат. Да, резултат. Значи во нашето училиште учениците се образуваат 3 годишно, значи образованието е во трајање од 3 години. Во 4 струки е организирано и тоа машинска, каде што помошник бравар лимар, потоа имаме земјоделска, помошник во растителното производство, имаме текстилна, помошник во конфекционирање и графичка струка, книгоповрзувач, картонажер и имаме за ученици кои што се со тешка телесна попреченост, имаме работно способување во време трајање од 24 месеци. Исто во 2 струки е тоа. Учениците покрај тоа се сместени во интернатот, односно во домскиот дел на училиштето и слободното време не им е така да им поминува падила, туку им е организирано. Учениците се способуваат да си ги извршуваат своите основни потреби, бидејќи како што кажа и Зоран, дел од нив воопшто и не се способни, не стекнале основни навики, додека сето тоа се прави во училиштето. Потоа имаме работа со дефектолози, значи тие постојано се припомош во наставата и се едуцираат децата, значи најосновни некои готварски вештини, нешто слично, им го пополнуваат слободното време и тоа е корисно за секојдневниот живот на учениците. За нив да се чувствуваат корисно. Тоа е најважно, да. Добро, бидејќи сме некаде во последниот дел од емисијата, професорот Ананиев ќе го вклучиме со после она што го имавме како размислување од Министерството за труд и социјална политика. Професор Ананиев, што според вас од аспект на почитување на правата на не само заради тоа што ние како држава сме потпишале конвенции, треба да ги почитуваме правата на човечките права и на лицата со попреченост, туку што вие како човек експерт кој што следи оваа проблематика сметате дека на што треба да посвети внимание државата кога носи одлуки за навистина да имаме процес на инклузија кој што ќе биде ефективен, а не само заради да речеме дека имаме инклузија? Значи, ние треба да зборуваме за инклузија
пред детето да влезе во училиште. Тоа е еден процес кој што треба да биде квалитетно направен со помош на детските градинки и целосно со заедницата. Зборуваме за еден процес на инклузија во текот на образованието, но кога ќе кажам во текот на образованието, не подразбираме само во училиштето, туку повторно е овде средината и после завршувањето на тоа образование. Значи, за едно дете да се оспособи и да влезе на тој пазар на труд, поентата е да бидат детектирани неговите компетенции, неговиот афинитет. Сепак во таа конвенција за правата на дете, и тоа дете кое што е со попреченост има право на избор. Значи, треба да се пристапи соодветно за да се види кој е неговата желба за понатамошна активност, да се процени неговиот капацитет, неговата функционалност и она што споменавте, дел од лицата се вработуваат и слично, независно дали биле во специјално училиште или пак биле лица со попреченоста инклузирани. Ние имаме една тешка злоупотреба на пазарот на труд од страна на работодавачите кон овие лица. Тоа значи дека многу често тие добиваат пола од таа минимална плата, многиот начини како да им дадат пола од минималната плата и седат дома. Значи, ниту се интегрирани, ниту зборуваме за вклученост во пазар на труд, ниту можност за нивен кариерен развој и било што. Значи, зборуваме за една систематична, децениски, тоа постои како проблем, на злоупотреба на лицата со попреченост од аспект на нивно третирање како бројка. Тоа што значи? Некој ќе сака да се регистрира како заштитно друштво. Треба минимум толку и толку вработени за да тој да регистрира фирма. И понатаму следуваат сите оние бенефиции кои што доаѓаат од државата. Ние имаме проблем во државата каде што имаме направено милионери во права смисла на зборот на грбот на инвалидизирани лица, односно лица со попреченост. Дали реално ние имаме вклученост во пазарот на трудот на лицата со попреченост? Не. Многу мал број реално се вклучени во тој пазар на труд. Повеќе се фиктивно или само се на работно место чисто како да се водат како на работно место и така натаму. Тоа е едниот огромен проблем, бидејќи образованието треба да биде во функција на вклученост во работниот процес и општествена вклученост. Вие претходно прашавте зошто ги нема во политика. Ги нема во политика бидејќи ги нема во понатаму во високото образование. Зошто велам тоа? Бидејќи оние кои што се високо образовани, тие се и некако најрепрезентативни, односно добиваат многу посилни вештини да направат застапување на интересите. Ние досега во Македонија не сме имале ниту еден пратеник со лице со попреченост, ниту еден советник во општински совет, ниту едно лице кое што било на раководно место. Значи, ние имаме 10% од население кое што е со попреченост, вклучително и деца и возрастни. Значи, тоа е статистика на Обединените нации, а нив ги нема. Ние имаме квота за застапеност на жени во политика, онаму каде што е можно, значи тоа се општински совети и собрание. Немаме, например, не мора да биде тоа квота, но да има барем една правична застапеност, она што е карактеристично за рамковен договор. Немаме присуство на лица со попреченост во политички партии, онаму каде што е инкубаторот за регрутирање на потенцијални политичари, но политичари не сватени во негативна смисла, туку во позитивна смисла, значи да придонесе во тој живот, во тоа делување. Бидејќи повторно нема квота и политичките партии ги користат само за декор за 3 декември и завршува приказната. Значи, ние имаме едно потполно исклучување на лица со попреченост, имаме еден проблем што постои се уште тој пристап на милосрдие, имаме
пристап на сожалување или пак тој медицински пристап, значи тие се болни, или пак принцип тргнете ги настрана на потполна ексклузија, значи да не ги гледаме, нека бидат овде, нема да ги тепаме, ама нека си седат настрана. Таков е принципот на инклузија, за жал, се уште кај нас. Значи, се уште велам, тој е проблем кој се провлекува одамна. И ние имаме ратификувано Конвенција за права на лица со попреченост, донесено закони, ја имаме Агенда 2030, таму имаме оние цели за одржлив развој кои што во многу наврати зборуваат за инклузија, меѓу другото и на лица со попреченост. Се прават мерки, но тие мерки треба да бидат многу по-систематични, треба да бидат она што го кажа претходните соговорници, значи да се почитува тој принцип ништо за нас без нас, во името на оние деца кои што имаат тешка или умерена интелектуална попреченост, во нивно име да зборуваат родителите, да зборуваат професорите, дефектолозите, заедницата, значи да креираме мерки кои што ќе бидат на база на стратегија, а таа стратегија треба да биде многу убаво обмислена, да биде подолготрајна, да не зависи од дали дошла ова влада или она влада, значи тоа е стратегија, овде немаме политика ние. Значи немаме ниту етничка припадност, ниту политичка припадност. Таа вертикала на лица со попреченост вклучува многу подгрупи. И процесот на инклузија, јас велам, е прво во домот, па понатаму кога ќе излеземе, да видиме колку заедницата, значи општината, вклучувајќи градско или селско населено место е инклузивна, па колку се инклузивни спортските објекти, рестораните, колку се инклузивни, колку се училиштата, бидејќи повторно ќе речем образовен процес не е само да отидете вие на училиште. Значи тоа е една лепеза на фактори. И затоа велиме дека тоа е меѓусекторски пристап кон третирањето на проблемот. Не успеав да слушнам што кажа представникот на МТСП, можеби се поклопуваат некои ставови, можеби се развидуваат, но тоа се моите генерални погледи во однос на проблемите. Велам, значи, во секоја област вие ќе видите проблем на лице со попреченост. Затоа се вика вака, дека кога креирате некакви политики, тоа значи кога носите закони, подзаконски акти, мерки, тие треба да бидат базирани на човекови права. Тие human rights-based approach е концептот. Тој вклучува disability approach, gender approach. Тоа се задолжителни концепти кои што ги препорачува Обединените нации. Колку тие се почитуваат, тоа веќе друго прашање. Професор, ви благодарам и за учеството и за овие ставови кои што изворено отсликуваат целата наша ситуација и практично се насока што треба да работат надлежните носителите на одлуки. Да кажеме само за нашите гледачи дека ова што е како резултат од целата ова дискусија и од претходните дискусии, ќе имаме и препораки кои што ќе бидат достапни до јавноста, нешто во стил на она што го кажа професорот Ананиев. И сега на крајот, после се во ова, бидејќи јас чувствувам дека имаме можности и имаме теми да говориме уште час, два, три, не знам колку и веројатно повторно некош ќе се видиме. Меѓутоа, можам само да ве прашам обајцата, што би им препорачале на оние, што е пораката ваша, до оние кои што ги носат одлуките од аспект на инклузијата? Надица. Јас би им препорачала на надлежните дека пред да донесат некакви одлуки, било какви одлуки, најпрвен да ги консултираат оние кои што се директно инволвирани во процесот, бидејќи едно е да го ставиш тоа на хартија во канцеларија, а сосема друго е во пракса. Сосема друго е да ги прашаш родителите, веројатно тие треба да бидат базичниот извор за информации и треба да се слушне гласот на родителите, на наставниците, пред да се донесе било какво законско решение, измена и слично. Зоки? Па истото и јас би го кажал. Значи, ние веќе имаме и доставувано. Значи, на секоја влада, на секоја министерство и се доставува. Само не знам каде завршуваат тие наши препораки и
Така што се надевам дека за да биде инклузија мора сите заедно тоа да го направиме како што треба. Благодарам и на обајцата и се надам дека ние со нашата соба за дискусија и со овие емисии ќе го дигнеме на едно повисоко ниво се во ова, она што е може би на некој начин пропуст или простор кој што е празен во работата на комерцијалните медиуми кои што немаат време за вакво нешто и може би ќе поттикнеме многу повеќе дискусија. Вам искрено ви благодарам за учеството и на професорот Ананиев исто така и се разбира се надевам дека долг и тежок е процесот очигледно, но од некаде мора да се почне. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, како што реков, ова е првата наша соба за дискусија. Се она што го говоревме како препораки, ќе можете да го видите, а и дел од интервјуата кои што не ги видовте овде, ќе можете да ги најдете на страната goce.mk, на YouTube профилот и навистина се надеваме дека ќе придонесеме за издигнување на овој проблем на повисоко ниво и решенија кои што ќе дадат резултат.